Добре дојде во магична сцена за Кире Ацевски. Кире, добре ни дојде. Добре ве најдов. Како си, добар ли си? Супер, баш ми е мило што за прв пат се снимаме. Так. Баш ми е драго. Можам на ти да ти изборувам слово, но многу ми е драго Тука сме генерација. Да, исто сме, да. Исто сме. Да, многу ми е мило што си овде во Велес и драго ми е што ќе се дружиме во овие минути. Така. Кире, те следам, да не речем од почетоците, Лепа Ангелина ти беше прва представа? Да, иако имав неколку статирања, да речам, и додека бев овде средно во театар и за време на факултета, ама прва улога ми е во Лепа Ангелина на Љупче Ѓорѓевски, или Бубе, како што си го викал. То ти прво помашка, знаеш, прва режа тие со Бубе, значи многу наистина. Бубе е еден од оние автори кои што посебно ги ценам кога работат македонски текстови, и тука е незаменлив, не може никој да направи подобра режија од Бубе што го има смислено за македонски драми. Тоа и мене ми е навистина драго тоа што ми беше да кажам огнено крштевање со Бубе во Лепа Ангелина, и баш убаво си поминавме, ми беше малку напорно тој период затоа што паралелно ја работев со дипломската и секој ден бев Велес Скопје, ама некако баш ми беше исполнет тој период и баш се радувам, и ден се радувам секогаш кога ја играме на репертоар представата. Кажи ми, Кире, пред 2 години заврши, така? Да, 2. На некои глумци, колеги твои, им се посреќува што многу брзо после дипломирањето се вработуваат. Се надевам дека и искрено посакувам да и твојот случај така. И јас. Но за сега си овде како хонорарно, да речем, во Белешки театар, така? Имаше и некои настапи во Скопје во МКЦ самостојни проекти? Да, во МКЦ работевме, мислам дека бев 4-та година тогаш. Спасени од Томислав Заец, хрватски автор одличен, во режија на Дамјан Костовски, да си го поздравам и Даме. Поздравно, Даме. Да, ја одигравме, мислам, 10 пати и да, сум бил дел од независната сцена во Скопје, да. Во групата на Мими Таневска дипломира? Да, класа на професор Мими Таневски и асистент Ангел Чуилиевски. Колку души завршите? 10 бевме во класа. Се пратите? Да, цело време, да. Ние функциониравме буквално како фамилија, дури се шегуваа останатите колеги дека ние од сам стартот кога се запишавме до самото дипломирање буквално функциониравме како семејство и ден се слушаме дали за родендени, дали за настапи, се поддржуваме секогаш. Неодамна беше премиерата на госпоѓа министерка, каде што јас и сите што ја гледа представата ја оценија и представата 10-ка, и режијата 10-ка, и глумците, вие сите бевте една преубава представа која што е рај за очи, за душа да се проследи. Од колегите беа дојдени на премиерата или после тоа да гледаат представата и што ти кажа? Од колегите што не се од класа? Од класата, да. Не успевме затоа што сите беа некако кој наваму кој натаму со обврски, некако се поклопија настапи, премиери, не успеа да не гледаат. Во представата играме двајца колеги од класа кои што сме од Велес, јас и Филип Кристовски колегата. Но се надевам дека за брзо ќе успеат да дојдат да... Вие си се гледавте со Филип. Да, и се поддржуват. Кажи ми, како мал, знаеш дека ќе бидеш глумец, кога ти се роди таа желба? Некако таа желба ми почна од некои 6-7 години, да кажам, бидејќи моите гени актерски влечат од некаде од мојот дедо, татко на мајка ми, кој што порано, додека нели се уште немало толку многу дипломирани професионални актери, играл аматерски овде во професионалниот театар, поради немање финансии не успеал да се запише на факултет и да стане професионален актер, но некако оттаму влече корен, и тоа е генерацијата на Александар Ѓорѓиев, еден од првиот дипломиран актер од Велес и така натаму. Таа генерација која и оттаму влече корен и таа зараза. Од што би рекол Јордан Митанов, да си го поздравам, кој што многу си го сакам, оттаму е крастата за театар. И некако моето прво гледање на првата представа на мои 6-7 години, некако од тогаш ме фати таа магија. Во стариот театар? Да, во стариот театар. Чим те фати во стариот, нема да пуштам. Многу убави спомени имам од стариот театар, иако никаков, да речам и како објект и никакви услови за работа, сепак многу убави представи таму се одиграе, многу убави дружења сме правеле после представите и многу убави спомени имам баш од времето на тој стариот театар. Иако можам да кажам дека новиот театар е топ, ова е баш едно светски направен театар и кој што би пружа можности
аж буквално да се искажете и да уживате на сцената. Тоа го направи во господја министерка, навистина уживаше на сцената. Фала ти многу. Па некако многу уживавме во тој месец и пол додека работевме представата, со Синиша процесот помина извонредно, многу опуштени, многу Синиша ни кажа дека уште на првата проба дека него му е најважно актерите додека играат во представата да се забавуваат. Бидејќи ако се забавуваат актерите, како што вели тој, тоа префрла и кај публиката и општа забава настанува, има и актерите, има и публиката. Така. Иако морам да кажам дека периодот беше малку, да кажам, тежок за работа на комедија, затоа што во тој период овде изгубивме многу драг колега Самуил Стојановски, па веднаш после 10 дена се случи огромната трагедија во Кочани, беше многу тежок период за работа на комедија. Во еден период сите бевме во некоја конфузија како што се случува, какви ќе бидат реакциите, да. Ама кога дойде публиката и на генералната проба и на премиерата, свадивме дека тоа е направили. Да. Јас исто се плашам затоа што освен вие имавте уште една премиера во комедија и баш не знаев како ќе изгледа тоа и ние како публика како ќе можеме да гледаме комедија, а и вие актерите уште потешко како ќе може да го направите човекот да заборави на сите тие лоши работи што се случувале тие денови пред да биде премиерата и на премиерата да заборави на се и да се препушти на улогите што ги направивте, но успешно тоа го направивте, иако навистина тие трагедии што се случија не се забораваат. Да, веројатно никогаш нема ни да се потиснат со нешто и да се исчистат тие трагедии, тоа ќе остави сигурно огромни траги. Така. Кажи ми за улогата беше преубаво направена и глумеше ти на струмички дијалект. Па, микс од повеќе источни дијалекти, ама преовладува струмичкиот. Да. А како беше совладувањето на тие дијалекти, од каде дојде, имаш некој струмичанец другар или нешто? Па, од струмичанец другар имам колега од класа, мојот колега Михаил Велгов, да си го поздравам, со кој што бевме и цимери за време на студиите. Затоа еден период, да. А инаку нешто роднина или некоја таква жичка немам од Струмица, ни па од истокот, ама од мал некако имам уво за дијалекти и некако многу лесно знам да ги пофатам. Баш тоа се шегувавме со колегите од класа, кој од кој играта, јас со него зборував на неговиот дијалект, со прилепчаните на прилепски, со битолчаните на битолски, воландовски, така да имам некоја, веројатно некој таков, да кажам, сенс за дијалекти. Режисеров Синиша го знаеше тоа или го откри во текот на процесот на работа? Па, мој предлог беше струмичкиот. Така. Отпрво бев малку скептик за дали ќе го прифати, дали нема да го прифати, дали воопшто да го пробам, но со поддршка од колегите се осмелив да кажам да му го предложам тоа, тој супер го прифати, рече пробај го слободно. Синиша е човек кој што дава отворена слобода да креираш и да пробуваш се што ќе посакаш. Го пробавме, тој даде зелено светло и рече само терај само да догради. А прво го играше на македонски? Па да, веднаш на првите 3-4 проби негде му го предложив тоа, ама првите неколку проби беа така на литература. Литература и македонски. Да. После тоа струмички. После тоа улегна струмичанец. Се сеќавам на премиерата кога влезе ти, одма се подигна атмосферата на некој начин затоа што уживаа сите баш во струмичкиот говор и во она како го одглуми. Ама и некако и самиот дијалект носи таква енергија, брза носи и крева веднаш само што ќе започне дијалект. Запишувањето на факултетот беше лесно? Како одеше? Да се вратиме пак малку. Па јас влегов од второ вид на факултет, прво пробав во 2018 година кај професорката Зоја Бузалковска. Тогаш пробав со трета година. Трета средно. Да, со трета средно, да. Тогаш не влегов. Кај професорката Мими Таневска влегов. Четврта си завршив. Четврта регуларно си завршив, да. И можеби тоа и со професорката Зоја го имаме дискутирано дека можеби на некој начин ми направи услуга што ме остави четврта средношколските денови да си ги истерам на рад, па да си почнам со факултет како што треба. Спиеше во Скопје или се враќаше во Лес? Како? Да, седев во стан во Скопје, да, 4 години. Во Карпош 2 седев, не сакав да шетам, сите три стана што ги сменивме беа во истото така, мало. Тука да си останеме и што сме. Драмски гледаше представите, пошто ти беа цел репертоар. Прво нешто што направи цел репертоар на драмски гледање. Некој кој е болен, одма замена. Може да ја замриш улогата. Да. Има некој од колегите ваши
кога ќе правиме интервју и викаат, јас ги имам гледано сите представи, не знам по колку пати, во, да речем, во драмски театар, и ако некој е болен, јас одма знам да влезам во улогата, одма знам да е он. Јас тоа тука го правев. Ти тука го Кај да го правев, да. се случило тако нешто, нели? Не да улетам, ама особено како мал се случуваше да ги гледам сите изведби на сите представи. Сега имаш можност да ги гледаш низ Македонија представите? Па да, искрено се трудам колку можем и сакам, затоа што сметам дека е здраво тоа да се посетуваат и другите театри, поддршка за другите колеги, дали помладите, дали поискусните, ние помладите да учиме од поискусните колеги. Сметам дека е многу здраво тоа да се следат репертоарите на сите театри низ државата. Како мал имаше некој актер кој што ти беше омилен да го гледаш? Па морам да кажам дека првично не идолите, примерите кои што сум ги гледал и кои што сум сакал да ги достигнам беа актерите од Велешкиот театар. Најпрво тоа се сега во Јордан Витанов, Зоран Илјотков, Васил Зафирчев, потоа Жарко Спасовски, Фајк Мефиловски, Талија Настова, од исто жените Зорица Панчик, Слободанка Чичевска, Весна Димитрова Боевски, кои што со Слободанка и Весна ние работевме уште како средношколци и основци, тие држаа и се уште држат младински драмски студија. И некако сите кои што сме сега млади актери потекнуваме од таму, да. Да, и некако актерите од тука од Велешкиот театар ми се првите иницијатори и вбризгатели, да кажам, на таа љубов и на таа пасија. Што ти кажа постарите овде колеги кога ја гледаја представата од госпоѓа министер? Па генерално пофални коментари. Тоа ми е многу драго затоа што некако со колегите овде во Велешки театар ми е драго дека овде колегите од Велешкиот театар се многу отворени дали за да кажам за критика, дали за пофалба, не се штедат зборови да биде некој лицемерно само браво честитки, туку баш да биде образложено, искрено, да, образложено, да. И ми е многу драго што ние помладите колеги сме многу искрено и топло прифатени. Дека нема некој гард, дека ние сме постари колеги, вие сте помлади, па тука правиме некоја дистанца, некоја граница. Не, буквално сме прифатени како да работиме со години заедно, и тоа ми е многу драго, бидејќи тоа се луѓето кои што нас не израснале на некој начин. И на некој начин и буквално, не само на некој. И знаеш зашто тоа го прават? И јас тоа го правам. Сакам да се дружам со млади актери, зашто енергијата им е толку заразна и толку добра што човек покрајва се помладиве се чувствува и млад и убаво му е и така. Задоволен, и затоа верувам дека и тие тоа го прават. Лепа Ангелина, се вратиме, ми е интересна представа за тоа, и пошто тебе ти е прва, како беше да стапнеш професионално, да речем, прв пат, како се чувствуваше, што ти беше на премиерата, чувство твое лично, кога заврши премиерата, што си кажа самиот за себе, ќе ме биде или не да ме биде. Имаше ли моменти кога се плашеше како ќе изгледа сето тоа? Па јас искрено некако имам една мала приказна пред да влезам во процесот на Лепа Ангелина. Тоа бев 4-та година, како што кажав, и на часот Македонска драма и театар, кој што го предава мојата драга професорка Ана Стојановска, имавме во 4-та година еден час да направиме истражување за еден актер по наш избор и еден режисер по наш избор. И јас за актер имав избрано да правам истражување и образложување за Јордан Витанов, а за режисер за Љупчо Ѓоргиевски. Стварно? Да, после само 10 дена добив повик да влезам да играм во Лепа Ангелина. И сакам да кажам дека некако како да си го предизвикав, тој процес. Им кажа? Да, мислам дека им кажав после премиерата, не им кажав за реален процес. Да. Беше многу драго затоа што прво Платнар како автор многу го сакам, тој негов архаичен јазик, кој што е архаичен, е стих, а не е стих, е проза, а не е чиста проза. Мислам дека е многу добар тренинг, говорен и емоционален за актерот и е многу голем залог да се влезе како прва професионална улога да биде токму во текст на Платнар. Јас сум се воодушевувал уште кога сум како дете во стариот театар, кога сум ја гледал, сигурно се сеќаваш Шешардисани времиња, а за жал Железно пиле немам во живо гледано. Многу преубава представа. Знам, од сите поразните колеги слушам дека тоа била наистина прекрасна представа. Јас имам гледала само Шешардисани времења и уште тогаш бев фасциниран од јазикот на кој што пишува Платнар. И наистина ми е драго што ми е прва улога баш во Лепа Ангелина, Павле Плетикос. Кога заврши премиерата, што си каже? Ќе ме бива брз?
Оставив другите да кажат, не сакам сам да се зборувам за тоа, ама ми беше драго на премиерата да се вратам на колегите од класа, ми беа дојдени скоро цела класа, и ми беше многу драго дека се тука, дека ми беа поддршка и генерално убаво ми беше чувството, убава возбуда чувство. Некако нема време да размислувам на тоа, бидејќи морав да се вратам да ја доработам дипломската, така да нема многу време за да размислувам на тие работи. Кажи ми твоите дома како те поддржуваат, што ти зборуваат? Од моите од секогаш сум имал бескрајна поддршка за се што ги правам и за секоја моја одлука. За тоа сум им многу благодарен, бидејќи сметам дека родителите на детето, доколку му се ветар во грбот, детето се повеќе и повеќе се стреми да биде, не да кажам поуспешно, ама да ги достигнува неговите соништа и на многу посреќен да ги достигнува тие работи. За среќа имам родители, да си ги поздравам, да ми се здрави и живи, кои што ми се од секогаш на вистина безмерна поддршка во сите мои одлуки, во сите мои намери. А после Лепа Ангелина се редеа лесно улогите? После Лепа Ангелина веднаш се случи Едвард II со Андриј Жолдак, еден сосема различен тип на режисер, да. Па потоа Вечера за глупаци во режија на Ненад Витанов, кај што ни е апсолутен хит во театари за една година. Имаме 20 и неколку изведби и веќе шетаме низ Македонија, во неколку градови бевме. Мајка во режија на Јордан Витанов, во главната улога нели Зорица Панчиќ. И сега Господја министарка и ново работиме сега Галеб со Александар Ивановски. Жолдак е многу специфичен режисер. Кога беше тука на проба, јас не најавен дојдов од Скопје во Велес по друга работа. Викам, чекај да ве видам што правите. И влегувам на проба. Тој нешто се дереше, не се сеќам. Баш нешто невообичаено. Баш нешто невообичаено. Се дери, а ти беше на проба. И викам, кај го најде дете? Викам, шо му се дери, шо му кажа? И викам, дај да си излезам, да ми се намрти мене од каде забраните, што тој забранува да се гледа тие работи, но случајно ја сете се мушав на некој. Бивавме на ситуација, ќе ја кажам како анекдота. Се работеше убиството на мојот лик Лајтборн, што го играм во Едвард II, баш тој ден. И јас лежам убиен на земја, тој до мене се најде нешто случајно и настана некоја таква невообичаена ситуација, која што траеше некој половина часа. Ја лежам доле деме потепана и само лежам вака и се викам, само ти немој да мрднеш, оти ако мрднеш, ти сега ти ќе си го изедеш и готов си. Стварно че си мртов. Ама супер, и тоа ми е многу драго дека успеав да го поминам тој процес, бидејќи сметам дека е наистина битно на млад актер да го се случат како овие сите режисери. Секој режисер посебен табиет, знаете, мора да се прилагодува. Да. Како што тие се прилагодуваат на вас. Тоа сакам да кажам, да. И вие сите режисери исто се прилагодуваат на сите актери. Со Синиша беше лесно да се направи некоја спојка, затоа што тој е таков баш на прво одме другарски настапува. И прави многу ведра атмосфера, така да ти само се приклучуваш на таа атмосфера и некако успевате веднаш да залепите. Јас ставно викам да немаше, да не постоеше Синиша во македонскиот режисерски води, ќе немавме некои толку добри комедии што прави, па да се насмееме вака од се срце и права комедија, добра, издржана комедија. Да, многу ми е извини. Да. Тоа сакам да кажам. Многу ми е драго, ова ми е мене втора професионална комедија. Претходно работевме лани Вечера за глупаци, исто за отварањето на фестивалот Петре. Со Ненад и ми е драго дека и со Ненад и со Синиша поминавме на буквално, да кажам, без никакви инциденти, без никакви ексцеси, без целите два процеси помина и мислам дека тоа се гледа и по представите и публика која ги гледала и двете представи, а овде во Велес и за Вечера за глупаци веќе цела година е така, сега и за Господја министарка овие неколку изведби досега е исто, тепачка и за двете представи за карти се распродаваат за неколку часа и публиката сама кажува дека вика се приметува дека и вие додека играте се забавувате и дека со многу ќејф си ги играте и двете представи, тоа ми е многу драго. И мислам дека тоа многу зависи од тоа како поминал процесот на работа, тоа се отсликува потоа и на представата. Денес е петок, ти имаше представа Мајки во среда, вчера беше Господја министарка, денес е повторна Господја министарка, убаво е така? Мене ми е преубаво.
преубаво ми е затоа што излегувам од дома во 9 часот Сабајле, се враќам вечер во 12. Знам дека цел ден сум тука и тука ми е мозокот фокусиран, не размислувам на ништо друго и јас навистина уживам така. Паралелно и на Сабајле се пробите за галеб, да не забораваме. И тоа ми е комплетно. да е комплетно. И многу ми е драго што е така. И искрено посакувам сите колеги да ги имаме тие прилики да го живееме тоа, да бидеме активни во работата. Активни, можеби не по цел ден, нели? Иако јас пак ќе кажам, јас обожавам кога сум по цел ден. Ама да бидам активни во работата, бидејќи сметам дека актерот само со кондиција, мислам само со цело време работа може да набива се повеќе кондиција и да се усовршува се повеќе и повеќе. Имаше време да јадиш? Сега после снимање Да, ќе дам да јадам, кажав на еден колега да минара, че јас само да дам да јадам. Фала ти многу што ни беше до мајкша сцена. Се надам дека ќе се гледаме многу и ќе се дружиме многу и ти посакувам многу убави улоги да ги имаш како овие што ги направи досега, да бидат на тоа ниво, доволно е. Фала ти и тебе и фала ти многу што сите овие години, јас морам да признам дека ја пратам твојата емисија уште од мал и сум се воодушевувал на оние кои што гостувале во твојата емисија. Ми е драго што сите овие години си поддршка на македонскиот театар и ти благодарам искрено за тоа. Фала ти.